интернет, шо преш? Јо, тотално непотребно. Во последно време нешто многу почнавме да му се мислиме за македонскиот јазик. Се грижиме за славењето на ликот и делото на креаторите на јазикот. Одеднаш сметаме дека е супер идејата да се надсинхронизираат работите на телевизија, бидејќи со тоа ги учиме децата на литературно изразување. Иако допред некој месец муабетот беше ке ми надсинхронизираат бе. Шо сме ние бе, Немачка? Море мајка ви да ви ја надсинхронизирам бе. Тотално непотребно и ова. Иако кога сме кај мајките и надсинхронизацијата, кој не се сеќава на старото добро надсинхронизирано италијанско порно? Кој не би сакал да го види Али Риза во вакво издание, а? Никој. Назад на муабетот. Поточно, напред на муабетот. Длабоко во дигестивниот систем на нашиот лексикон постои едно зборче кое е апсолутно неадекватно и непотребно. И покрај тоа што нашиот лексиконски организам требаше одамна да го пушти во шолјата, како линексот да не делува. За овој збор има многу синоними. Еј, буразеру, се извинувам, господине, пријателе, еј, ти, пардон, хеј. Сепак ние да не е толку широко распространет како нивниот помал брат. Неповторливиот збор неговото височество, педер. Батино интимности, сите знае дека таа песна ќе биде. Тој е оној збор кој иако е редовно на топ листата на најиритирачки зборови, да има топ листа. Некако успева секогаш да се провлече низ бодигардите во нашата глава. Најчесто доаѓа во три форми. Оригиналната, не биди педер. Скратената, кај си бе пер. И онаа убер скратена варијанта која се користи само во ситуации кога немаме време. Пер се брзам. Или кога ич немаме време. Пер многу се брзам. Оно што е екстра интересно е што во поголемиот дел од ситуациите зборот го употребуваат батиња кои апсолутно немаат никаква врска со оригиналното етимолошко потекло на зборот. Со други зборови со Елтон Џон и Џорџ Мајкл. Тоа се луѓе кои имаат изглед на мачо мени и во друга нормална ситуација би те натерале да јодлаш ако ги наречеш така. Но во овој случај тие се самите толку навикнати на тоа што дури изгледа дека им ласкаш кога ќе им речеш еј пер, добар џемпер. Ме нарече педер. Парадокс, пријателчиња мои, парадокс. Сепак она што стварно би сакале да го знаеме е дали педерите меѓу себе се нарекуваат педер. Веројате постои добра причина што сме единствена држава што така со широко отворени раце го прифатила зборов за сеопшта употреба. Замислете ги американците во оваа ситуација. Еј пер, кај си бе да тебам во газот бе пер, брат. Hey homosexual, how are you? Fuck you in the ass, man. Yeah, homosexual brother, fuck you in the ass. Па нема никад телефон да си кренат еден на друг бе. И одеднаш поштата ќе процвета. Или не. Како и да е, пазете шо зборите. Башка пер веќе не е ин. Сега кул се фразите како за Арно и нека е со помин. Сега е некои 3-4 саат бајле и го снимам ова. Наистина ми е многу жал што немам повеќе време да снимам повеќе вакви обраќања. Стигнавме до некои 900 и кусур сабскрајбери и сакам да ви се заблагодарам на сите вас што сте кликнали на тоа жолтото копче каде што пишува subscribe и што ме поддржувате и што го поддржувате овој влог. Се надевам дека во иднина ќе се подослободите и ќе може да пуштите и по некоја темичка во коментарите. Верувате дека сите идеи ми се и како добре дојдени. Без никаква причина завршуваме со интрото на Killing in the Name of. Држ се интернет, се гледаме. И нека е со помин.